И здраво мои претплатници, здраво на сите што не се мои претплатници, добре дојдовте во денешното видео. Денеска снимаме објаснување за звезда. Овој трик можете да го правите во соба, можете да го правите и надвор, но бидејќи таква ситуацијата каква што е, можете да ја правите внатре, но да нема околу вас предмети за да не искршите нешто. Сега ќе следат фази кои што треба да ги направите за да научите звезда, така да слушајте внимателно и гледајте внимателно. Најпрвин правиме вежби за загревање. Потоа треба да одлучиме на која страна сакаме да правиме звездата. Во мојот случај е десната страна, така што десната нога ја вртиме на страната каде што ќе се прави звезда. Следно нешто е залетот со рацете. Залетот со рацете треба да ви биде преку глава, а не преку рамена. Доколку ја правите звездата на десната страна, десната нога треба да ви биде таа каде што треба да скокнете, додека левата нога ќе ви биде нога која што јас ја нарекувам нога за шутирање, што треба да ја кренете што повисоко за да ве одби, за да ве пренасочи кон другата страна. Потоа следи контактот на рацете со подот, кој што треба да биде минимален и тој треба да служи за одбивање. Следната фаза е слетување. Слетувањето ќе се изврши на левата нога, а потоа на десната нога. Тоа е во случај доколку правите звездата на десната страна, а доколку ја правите на левата страна, тогаш ќе биде обратна, односно првин ќе биде десната нога, а потоа левата. Грешки кои што можете да ги правите на почетокот, а тоа е шетање на рацете додека се прави звездата, што тоа може да влие на балансот, односно да не слетате како што треба, да не се задржувате многу со рацете на подот, туку веднаш да се префрлите на другата страна. Потоа е грешка залетот преку гради. Значи залетот, да напоменеме уште еднаш, дека се прави преку глава, а не преку гради. Вежбата е постапна. Овие се неколку вежби кои што можете да ги направите пред да направите финалната звезда, а тоа е да почнете од клетната позиција. Така што полека ќе можете да стигнете до посакуваното ниво. И тоа е тоа, дечки, за овој видео. Се надам дека ви се допадна и се надам дека научивте. Ако имате нешто што не ви е јасно, може слободно ми пишете на Instagram или на Facebook, јас ќе ви одговорам. Се надам дека ви се допадна овој видео, се надам дека ќе го лајкнете, ќе субскрајбнете. Ова беа неколку чекори, односно поред тоа јас како сум учел. Се надам дека ќе ви помогне и се гледаме во нека наредно видео. До тогаш, поздрав!